велиме добре дојде на Славчо повторно во утринската, затоа што знам дека во 2018-та си бил, кога ја не бев, значи уште јас кога не бев, си бил во утринската и го најави проектот за кој што сега ќе зборуваме, односно кој што имаше и своја изложба и промоција. Така, прво ви благодарам за поканата. И драго ми е што баш тука го најавив пред 4 години проектот и уште повеќе ми е драго што сега, значи во 2022 се реализираше. Да. Добро, толку години требаше да се реализира или коронава и се пропратно успори работава? Може би тоа, но мислам дека ова беше вистинското време за да се случи. Може би требаше малку идејата да созрее. Така добро. да. Значи, песната од Блаже Коневски "Убавите жени од мојот народ" се водиш како инспирација по оваа песна и реши 29 дами прекрасни, успешни секоја во својата област, но јавни личности, нели, да ги фотографираш и да ја направиш оваа изложба за која што зборуваме. Така, значи песната сама по себе е инспиративна. Тоа ми беше како една појдовна точка за да почнам да истражувам што понатаму треба да се случи во тој контекст, така да жените секако Македонија изобилува со голем број на убави и успешни жени, така да некако се совпадна едното со другото и како целина мислам дека е една убава идеја која што секако со многу размислување ја прифатив и почнав да истражувам. Мислам дека испадна една убава приказна, која треба да ја раскажувам. Во моментов гледачите гледат инсерти од самата отворање на изложбата, која што помина, со оглед на тоа дека има дами кои што се познати на пошироката јавност, и очекувано да биде, нели, има интерес кај луѓето за оваа изложба. Сега може би пандемијата и некои пропратни работи те успориле, но колку беше спор процесот на комуникација со овие дами, секоја зафатена, нели, со своите обврски, колку најдена пречка или одбивност кај одредени дами. Веројатно листата била и поголема. И зошто баш оваа листа од 29, нели, и како успеа да ги срочиш со оглед на тоа дека навистина имаме убави жени? Така, значи првичната моја идеја и цел беше да се покаже почит кон жената во Македонија. Значи, како што кажав, има многу успешни жени во различни сегменти. Мојата идеја беше да се соберат жени од различни возрасти, од различни професии, за да се види дека македонската жена е успешна во различни полиња и да се види незината суштинска убавина. Може да се забележи дека фотографиите се минимално преработени или доработени, коригирани, за да се види за да се види животот во сите тие жени, да се видат нивните радости, нивните борби, нивните успеси, нивните падови, да се види се тоа низ кое што тие поминале и се стигнале до таму до каде што се денеска. Драго ми е што баш овие жени се дел од оваа приказна. Оваа промоција и од почетокот па и сега јас сакам да ја посветам на нив, а не на тој мал број кој што жени кои што од нивни причини не прифатија да бидат дел од проектот. Јас сакам да кажам дека тие самите се избраа, односно станаа дел од това, затоа што мислам дека ова веќе неколку пати го цитирам. Јас почнав да следам суштината на мудроста на морето. Морето ги изфрла сите лоши нешта од себе, а ги чува само убавите. Така да јас и целата моја екипа, значи ова е мој авторски проект, меѓутоа целата моја екипа која што ми помогна, значи Ред Централ продукција и сите останати околу 20 луѓе, многу чисто пристапивме кон ова. Значи и сите жени кои што прифатија, имаше во целиот овој процес една убава енергија, едни убави вибрации и убав фидбек, веројатно, и затоа резултатот е таков како што го имаме денеска. Мислам дека сите треба кон секое
нешто следно да се пристапи така и нема промошување. Морам во живо да се исконсултирам со режија, фотографиите ги немате како фотографии од жените, ја затоа и не ги презентирам од овој каталог, но ако ги немаме, добро, тогаш јас ќе додека разговараме, ќе вртам и ќе можете и гледачите оние кои што малкумина не се запознаени нели со изложбата и со тоа кои жени учествувале, немаат потреба да ги кажуваме по име и презиме, ќе ги познаете, така да јас само ќе вртам, дел од нив се разбира ќе ги презентираме додека си разговараме. И сега околу процесот на работа. Рековме комуникација со нив, веројатно требаше и малку да добиеш и приказна од секоја од нив, за да можеш нели да осмислиш секоја фотографија посебно, така. Беше интересен, премногу интересен и премногу убав и голем предизвик за мене. Значи секоја жена во овој проект си има своја приказна. Јас барав да ми напишат по едно краток есеј за себе или па ги снимав на диктафон, така да од нивните приказни јас си правев некоја моја перцепција или согледување за нив и така да испаднаа некои абстрактни цртежи за секоја од нив. Мислам дека убаво се за вклопи, овие колоритниве така. Мислам дека убаво се вклопи со фотографијата, така да има интересни извадоци, поенти, тие за тој дел морам да се заблагодарам на мојата пријателка која што константно низ целото моје творештво ми е еден поттик и поддршка, Валентина Матовска, која што е психолог, така да јас си дав можност она преку незиното гледиште да си каже по една реченица за секоја од нив. И што после изложбата, нели, еве гледам има и прекрасен каталог, но веројатно идејата е да продолжи оваа изложба. Јас би сакал да продолжи да се раскажува оваа приказна, затоа што овие жени, а и во суштина секоја македонските жени заслужуваат огромна почит и заслужуваат ова да го погледнат не само во Македонија, туку и надвор. Планот е да ова изложба патува првично во Белград и потоа во Загреб. Се надевам дека ќе успееме во тоа, затоа што мислам дека овој проект треба да биде виден од повеќе, од една поширока публика. А кога сме кај вакви проекти слични, дали може би размислуваш за со Белград, Хрватска, односно Загреб, да речеме да се фотографираат и таму убави жени од Србија, убави жени од Хрватска, некако така да го продолжиш или во друга насока? Тоа е неспорно дека и таму има убави жени, меѓутоа јас сум македонец и мене ми е значи се задржуваме на македонската. Па мислам дека Балканот изобилува со убави жени, меѓутоа македонките се најубави од сите, така да јас се држам за своето, затоа што така се чувствувам најдобро и најпријатно. Меѓутоа идејата е добра, така да мислам дека може да се случи и да покажеме почит према нивните жени, секако не. Да, а локално овде веќе има инспирација за друг проект во друга насока? Јас се надевам, има убава енергија кај екипата со која што соработувавме, има голем интерес од јавноста, што ме радува во време на тотално исполитизираност да се случи едно ваков културен настан. Да ти кажам, извини, успешно си одбегнал политичарки овде или немаше успешно? Тоа ми беше намерата. Не забележав, така? Значи смислено, со умисла го направив тоа, затоа што мислам дека доста политичарите ни се главни во секоја сфера. Така да мислам дека овие жени и заслужуваат многу повеќе внимание од политичарки и неспорно дека можеби има некои да не разберат погрешно, така. Меѓутоа јас сум уметник и гледам на поведрата страна на нештата, така да се надевам дека ќе има и втора едиција. Затоа што во ова изложба не можеше ниту концепцијски, ниту пак финансиски или на било кој начин да се представат повеќе жени. Значи, мислам дека бројката од 29 е доволна за една изложба, така да времето ќе покаже. Ја се надевам дека ќе има и втора едиција, каде што ќе се представат и други. Да, и онамо каде што може би ненамерно е направен пропуст, да речеме, за некоја личност или некој веќе нашо слободно време за да се приклучи во проектот. Се надевам дека приказната ќе
продолжи да се раскажува, затоа што мислам дека вреди. Да, така е. Навистина ти посакувам успешни проекти и успех со оваа изложба и нели сите оние планови кои што се зацртани да ја видат што повеќе луѓе. Може ли некаде да се види официјално, не речеме од гледачи, да е убаво да си ги простудираат, погледнат овие фотографии дигитално? Може може и електронски да се видат има една како фан страна направена за овој проект, социјалните мрежи? Така да може да убаво е нели да достапно е до секој кој што нема можност да посети изложбата, така, ама и ограничена е, не е постојано да речеме за изложбата трае до денеска, така да мислам дека секој кој што нема да може да појде во културно-информативниот центар може преку електронски пат да го види каталогот. Да. Ти благодарам многу. Уште еднаш многу успеси, фала ти за одвоеното време и остани така позитивен со оригинални идеи да следиш и понатаму убавината на македонската жена. Драго ми беше што бев дел и што таму каде што идејата прв пат јавно ја споменав, тука ја заокружуваме. Да, ја заокружуваме. Јас затоа ти викам плануваме се следни, викам да споменеме и нешто што после известно време ќе можеме повторно да кажеме дека е заокружено како идеја. Само за убави работи да се Само за убави работи, така е.